Струмица на улица, вика. Шо имаш нешто, некој маратон ли беше таков, да. Екипа, ние стигнаме у Струмица и јас сум, можам да кажам, воодушевен како в градот Струмица и колку се вложува у некои вакви работи, ти го земам телефонот да знаеш. Заврти само да ги пофалиме арена, цел комплекс на арена. Playground, тоа е нешто како игротека, предпоставувам, ресторан и од другата страна е теретана. Илија не чека у теретаната, одиме натки, паркинг имат огромен, значи вака треба у секој еден град да се грижат за клиентите и за народот. Вежбаме гради трицепска, што знам, па ќе ви потврдиме со Илија. Тоа е тоа, не заборавајте да мајте лајкче, да го препратите видеото и subscribe. Ние одиме да изгинеме со апсолутниот шампион на оваа есенска полусезона. Ајде! Ну, браво! Изненаден, теретаната е врв. Се имат како шоп, цел за суплементи, кардио машини многу добри, телевизор нешто LCD, огледала и навики. Огромна. Ќе не прошетаме из теретаната Илија, а дојдеме со него да се видиме и да газиме на Push Day, гради трицепс. Ајде, здраво живо. Здраво. Како си ми добар? Добар ти. Пукаме ли? Пукаме, одиме. Што вежбаме денеска? Денес ќе вежбаме гради со трицепс, е на планот. Добро, колку вежби? Ќе правиме 3-4 вежби за гради и Така. 2-3 вежби за трицепс. Ќе почнеме, ќе видиме како се осеќа Готово, мускулот ти го водиш тренингот, тоа е и целта на серијалот. Пукаме како вежбат шампионите, JPX Champions. Илија инако ни е апсолутен шампион у есенската полусезона. Ти уствари у кој категории беше шампион тогаш? Јас бев шампион во бодибилдинг до 90 кила, Така? класик физик и потоа бев overall winner. Overall. Апсолутен, да. Ако не се лажам, и таа беше и најтешка категорија на тие надпревари. Немаше потешка од твоите, така? Имаше добри надпревари во класик. Добри Така. дечки од Куманово беа доста спремни. До 90 кила исто имав. Дарио, мислам дека ти беше конкуренција. Не Дарио, беше како се вика од Штип дечкото, кардиологот. Доктор Стоименов. Стоименов, Доктор точно, Стоименов. да, он Поздравам исто. доктор Стоименов. Поздрав голем, се надпреварува многу години, излегува многу години, бил е апсолутен шампион. Да, да. И да победам над него беше секако целиот труд. Доживеј и нака Да. исполнетост. Точно. Тоа е тоа. Да почнуваме со тренинг, па низ тренинг да ги одговараме прашањата на публиката, што Да. ги имат поставено. Имам и јас нешто интересно спремно и Може да почнеме со горни гради. колку килажа ќе ставаме тука? Првно помалку да се загрееме. За загревањето 2-3 мандва. сета, да. После 25-ки. Океј. Колку загревачки сета правиш инаку? па првата вежба правам 3 и втората 1-2 и после веќе скоро не загрева. Браво. Скроз до фейлер, баш. Да, многу е битно тоа. Јас чувам со 35 така десетката извадија. Задржуваме и на двете работни серии, задржуваме иста килажа. Или покачуиш? Оглавно задржувам иста килажа, Само загревачките ги покачуиш помалку, Да. после тоа работните си али иста. али секој ден не се осеќаш исто јак. Си водиш у ноут. Да, Тоа е колку многу кила, добро. колку репс. Мислам дека е доста битно тоа да го правиме. За аналитиката убави процесот да го пратиш. Да, Мислам за да дека- гледаш во иднината дали напредуваме, дали оди како треба и ако сакаме нешто да промениме, не можеме да го промениме ако не знаеме што Да. сме правиле до тогаш. Да. Како да регулираме. Кога го видиш пристапот у тие период, гледаш нешто дека сега не штима тогаш ти мало се враќаш Да. и знаеш точно што си правил. Точно. Да, Вака гледам. едно прашање сакам да одговориме. Кога се твоите почетоци општо со фитнесот, со бодибилдингот? Кога влеваш у целвија спорт, у сите вие води? Да, добро питање тоа. Тренингот јас го сакам од секогаш. Така? За прв пат 17-18 години, али не тренав озбилно. Значи тренирав може 3-4 месеци, па ќе престанав една Теретана? година скроз. Така, викам тогаш на 17, Да. на 16 теретана си вежбал или друг спорт? Теретана и фудбал. И фудбал. Вежбав теретана и фудбал. И така се следните 12-13 години беа On и off, на on off, да. Додека пред може да се каже 3,5 години, скоро 4, одлучив малку поозбилно со тоа, да почнам, али да не престанам после 6 месеци. Така, да биде у Да. континуитет и да стане Континуитет. животен стил.
Да, и тоа ми беше целта, имав една мисла во главата. Еден ден да дојдам да се надпреварувам, како и беше пред неколку месеци во Македонија. И за да дојдам до таму требаше да изградам мускулна маса, зашто бев доста слаб. Да, имам гледано слики од тебе, баш фудбалерско тело имаш, така. Доле добро градени нозе, а горе си така малку послаб претходно. А сега си веќе туто комплето. Јас мислам дека беше најкомплетен ја заслужи титулата тогаш за апсолутно. Што знам и се занимаваш со истото нешто, си коуч, така? Да, тренер? имам international certification за онлайн и за тренинзи, за исхрани, суплементација и се. И работам со тоа. Јас работам преку апликација. Таму тоа е one-on-one коучинг, али преку апликација. Значи имам своја апликација, каде место PDF документ да дадам на некој. Си имаш апликација кај си го пратиш цел напредок и Да, имам снимено од секоја можна вежба што постои видео, јас го имам снимано видеото кој е 20 до 30 секунди. И така со секоја вежба правам програми индивидуално за секој клиент. Так. И он оди во апликацијата, има секој ден што треба да тренира, јас му спремам, си притиска старт, му излегуваат вежбите, си гледа видео што треба да прави, колку сетови си запишува, килажи, се држи. Так. Нешто ми е планот и мене да донесам нешто такво кај нас, не знам дали го прави некој тоа. Нешто слично да поздравиме Софија Манчева, исто е од тука од Струмица. Сега се преселени во Дубај со Марио. Она имаше нешто такво слично. Ама те разбирам до кој степен е кај тебе. Апликација, баш телефонска апликација, не е на Google, така? Не е на Google, телефонска апликација, можеш да ја слегнеш, она е празна, правиш профил за секој клиент, посебен кога ќе му направиш профил, добива линк, си слегнува, си стави лозинка. Достапна ли е за Македонија, пошто да посочиме дека Илија не живее во Македонија, Илија живее во Шведска, кој град беше? Во Гетеборг, во Шведска, да. Така. Достапна ли е за македонци? Достапна е, во цел свет може да се користи, зашто јас немам клиенти само во Шведска, значи имам клиенти и од Македонија, веќе имам неколку клиенти. Од Шведска имам и други градови, од Европа имам некои момци што се и од Америка. Така да достапна е. И тоа што сакам да кажам многу е добро со апликацијата, окей, јас и ти сме малку напреднати, доволно е да ни го напишат и на PDF, вежбите ги знаеме како треба, али за некој што никогаш не е бил во теретана или не знае правилно, треба да види како се изведува, дефинитивно. Тоа е многу добро, зашто гледа правилна извежба на видеото, на се, инструкции, и плюс и кратко му го пласираш, 20-30 секунди, тоа ми се свиѓа ново. Значи, човек од 50 години што никогаш не е тренирал, може да почне да се научи правилно да тренира и да постигне многу добри резултати, зашто истовремено јас го пратам преку апликацијата како прави се. И полесно му регулирам тренингот напред. Порака до сите македонци што се надвор од државата, а имате апликацијата на Илија, така да претплатите се, ако сакате. Најдете на Инстаграм, ако сакате за повеќе информации, ќе ви објаснам се како функционира и ако ви одговара. Да се договорите. Да се договориме, да. Ајде пукаме, јас прва работна ти направи. Ти првеш со 45 од страна, фактички 90, кај мене се 35, 70 кила. Опа, колку повторување гледаш да направиш? Се зависи до вежба, али углавно фокусот ми е отприлика 8 до 12. Тука конкретно на оваа 8 до 12, така? Конкретно на ова, да, тука негде 8 до 12. Гледам кога веќе ќе ми станат 12 кила полесни, зашто напредуваме, стануваме појаки, ќе направам повеќе од 12 од тие кила. Тогаш минимално ја накачувам килажата за да паднам пак испод 12. Тоа е најдобар реп рейндж за хипертрофија, зашто ние сакаме сега хипертрофија, да градиме мускул, да растиме. Така. Добро се осеќа. Инаку моментално на колку калории си? Хидрати, протеини, масти? Јас не пратам калории, али во калории ќе дојде негде 4500. Како е, значи? Да. Значи пратам само макронутриенти. Во калории имаше едно прашање од публиката, дали пратиш макроси или калории? Да, моментално пратам макроси. Така. Зашто? Колку грама од основните протеин, масти и јаглохидрати, колку внесуваш? Моментално пресувам 600 грама хидрати. Така. Протеин околу, говориме за чист протеин од месо и од млечни производи. Веганскиот го не рачунам, како знаете, не е комплетен со аминокиселини. Така. Специјално аминокиселинот е леусин муфали, кој е најбитниот за синтеза на протеин.
него го не користам, така чист протеин 280 негде и масти околу 70 грама, тоа ми е моментално. Во калории ќе дојде негде 4.500. 4,5. Да. Значи моментално си на булк, така ли? На булк сум На моментално, маса. да. Improvement season, веќе сум 3 месеци и планирам, наравно додека телото ми дозволува, додека не добијам многу масти, зашто кога сме во булк да градиме и мускули, Да, ма става тоа. али ставаме и масти зашто сме во јадеме повеќе калории од што трошиме. Да. И мислам дека уште 4-5 недели можам да издржам булк. После кога ќе направам еден миникат, да го освежам телото, а стана пак малку поосетлив инсулинот, зашто кога јадме толку многу хидрати, инсулинот се... Веќе стагнира како Да. се убавува. Да, И да рестартирам нема веќе. малку телото за нов булк и да продолжам да напредувам, која ми е Колку и кила си целта. сега? Кила сум точно, баш се мерев вчера са Бајлев, бев 98,2, утринска килажа. Така. Да. Добро, Така да добро. во текот на денот се надам дека имам 100. Да. Али килажата, пак ќе кажам, не е битна. Битно е како изгледаш во телото. Значи јас сум бил и пред 2 години 100 кила. Затоа и ти го постави Да. прашањето, ти многу се врзуват на килажата. Не е битна килажата, битно е поише изгледот како. Тоа ќе го кажам и на твоите гледачи. Значи немој да се фокусирате само килажата да оди горе. Зошто? Гледате да ставате квалитетен мускул, зошто кога ставаме масти, ствараме повеќе работа за подоцна. Значи, почнеме катинг, се наставиле многу масти, ни треба многу повеќе време, губиме повеќе работа, време да ги изгориме тие масти. Кога сме почисти, побрзо ќе ги изгориме, побрзо ќе добиеме добра форма и побрзо можеме да почнеме нов improvement сезон и да растеме. Ја направив неколку пати таа грешка. Од неедукативност и од брзо почнав да броам уопште јас. Инаку цело време јадев на осет и од па како ќе му дојде негден октомври, ноември, почнав да броам масти, протеини и јагле-хидрати. И од тогаш можам да речем навеки па и дека ми е праимото, мојата форма у живот што сум доставил. Точно. Тука видив баш дека колку сум мислел дека внесувам хидрати, а уствари колку стварно сум внесувал. Сите се лажиме тука кога не мериме, мислиме дека внесуваме толку, ал не е толку. Да, или претеруваш или па не внесуваш доволно. И кога сакаме да накачиме да намалиме, не знаеме како точно, зашто не мериме, не знаеме каде треба. Да, И- согласувам дефинитивно со тоа. Да, и исто кога одиме во булкинг, кога јадеме повеќе калории, значи немојте од еднаш да накачите премногу, значи бидете во некој сурплус од 200 калории, 300 минимално, не мора да е 500, 600, 700, тоа е премногу. Цел време Значи, полека да се нагоре. да, држите минимално повеќе од maintains калориите секогаш, за да растиме и да сме почисти. Так. Согласувам дефинитивно. Ај баш ќе искоментираме после за кетото, што го терам јас. Може, одиме последен работен сет. Да оставиме на колку можам сам толку за да задржам сила за другите вежби. Не држи сила никогаш. Подобро направи една вежба помалку, не држи сила. Додам до мојот фейлер. Сваќаш? Да, може. Без помош Може. да не одам уште две. Може и така, да. Хамер прес ќе правиме Дамбел? на машина. Јас ги сакам повеќе машините искрено. Така? Повеќе гледам да работам на машини. Ваква машина има тука. Еј, браво си. Одлична, да, flat hammer press. Тука може само една да се загрееме, зашто доста сме загреани. Да, веќе сме загреани, 3 загревачки, Да. направиме веќе. Имаме 20 кила, може да додадиме уште 15, ќе земаме од тука тие. Тука одиме една рече загревачка, така? Да, Со работни колку? тука ќе правиме 2 работни. Добро. Значи, не одиме до крај, ја чуваме енергијата секогаш кога се загреваме, правиме 7 до 8 репс и чуваме енергија за работните серии, каде сакаме да даеме се. Тоа е многу битно. Колку дроп? Следната е дроп. Следната дроп. Да. Тоа е тоа. Апсолутна форма, вика. Звер. Браво, истиот стрингер го имам и јас. И не знаев, Gymshark. да, кој е до некаде пуш тренинг, така? Да. Само без предно рамо и средно. Твојата тренинг програма, како изгледа и дали се разликува од за време на преп, например, пред надпревар, или еве сега додека си на убулк сезона, како одат распоредот на кој ден што вежбаш? Значи, мене сплитот, програмата, секогаш се разликува. Дали сум на припрема, дали сум на катинг, на булкинг.
И никогаш еден булкинг не е исти со следниот булкинг. Така? Зашто напредуваме, телото се менува и секогаш имаме различни фокуси, различни мускулни групи. Така да моментално имаме еден 8 дена сплит, каде 2 пати го поминувам целото тело во тие 8 дена. Така? И така изгледа, значи 3 дена on, 1 ден off. Значи 3 дена тренирам, 1 одмарам. Така. По првите 3 дена, првата Фактички фаза... 6 дена вежбање, 2 дена одмор. Да. Тоа е фаза 1 и други 3 дена се фаза 2, зашто не се слични. Фаза 1 можам да кажам е нешто тоа помодерно, тоа push-pull leg. Така? Тренирам каде имам повеќе фокус на пуш на гради, на трицепси и знам и рамо да ставам, само денес нема да правиме рамо. Вториот ден е како пул, каде имам грб, Бицепс, подлактица. бицепс и задно рамо. Да. И третиот е нози. После одмарам, после имам тај малку повеќе old school, што го викаат, секоја мускулна група посебно скоро. Така? Значи еден ден имам само рамо и трапез. Така? Кога се враќам, значи зашто фокусот ми е на рамото сега. Мислам широки рамиња, округли рамиња е доста битно ако се надпреваруваш. Генерално изгледа убаво телото. Да, на симетрија дава. На симетрија, вториот ден во таа втора фаза ми е само раце, зашто рацете ми малку се назад, за разлика од другите мускулни групи, имам повеќе фокус тука. И третиот ден е грб, али фокус на латисимус, на лац. На ширина. На ширина, Не, зашто не на длабочина. не на длабочина. Каде Так. се фокусирам на тоа, и исто во тај ден тренирам нози, али само хамстринг, задна ложа. Така. Тренирам тај ден и калф тренирам исто. И после пак одмарам. И така од почеток. Така изгледа за сега. Ако правам булкинг на овај начин, катингот изгледа доста исти. Не менувам. Не сакам да ја збркам телото и тоа, па да изгубам мускулна за маса. следен булк гледаш веќе што е аномалија, па коригираш у Да, програм. волимот на тренинг се менува само, се намалува наравно волимот, зашто целта ни е сега да зачуваме само мускулна маса. Така. И јадиме помалку калории, сме послаби, не можам да имам исти волюмен тренинг. Да. И кога ќе започнам нов булкинг, после пак планирам каде сакам да се целиот подобрам и процес како. имаш тренер што те прате, што соработуваш. За надпрвот имав еден ментор кој ми помагаше, ми беше поддршка. Така. Тоа е многу битно да имаш кога се спремаш за надпрва некој човек до тебе, што ја знае работата, зашто ти треба психичка поддршка, некој да те држи во контрола, зашто последните недели доаѓа гладта, уморта, не размислуваме реално, али моментално работам сам на себе сум тренер. Значи за во тие крајни фази имаш и ти тренер, така? Да, има еден ментор кој ми е поддршка, до последните денови одиме заедно. Иначе повеќе работам сам. Така, така. Програма, тренинг, сам си ја правам се. Супер, браво. Па штом си тренер, си опознаваш телото Да. и како на клиент работиш. Да, и целта ми е сега на следниот надпревар, кој ќе биде повисоко ниво, MPC, кога ми е целта, може да освојам и ProCard, тоа ми е целта сега за следното. Така. Планирам сам да се спремам, сам до последен ден. Ќе видиме како Сам ќе да биде. бидеш у процесот. Тоа е Сам, доста да. предизвикувачки, ама и доста за респект и за почит. Се надам дека ќе За оди колку се време се гледаш на MPC? У следните кој? Година, две? 2026-та. 2026-та. 2025 е година на подобрување на моето тело, сакам станам уште подобар, да добиам подобра симетрија, подобра пропорција на мускулите и 2026-та ќе почнеме пак припрема за Преп за Да. за MPC, дај Боже. Да. Ајде да направиме прва работна серија тука. Само кога правев загревачката, многу ми беше да одам понадоле, се надевам, така да ми дојде бака тука, да не ми дојде тука раците. Малку испод градите, гледај да не активираш рамо. Така, тука? Е, тука, да. Гледај рамо да не активираш само. Кога си поназад активираш рамо. Така. Одлично пумпање. Задоволен, искрено. Истрпувачки скроз. Препорака до сите теретани, ако имате простор, ставите ваква справа. Многу Освен добро. на Инстаграма, немам нигде на друго место видено. Да, теретаната е Соракуйте. одлична, стварно ги има Да. сите потребни машини. На крајот ќе искоментирам, ќе даваме Да. заклучок едно моје ревју. До сега е 10 од 10. Затоа јас што сум искусил у какви теретани сум бил. 10 од 10.
Се согласувам и јас. Простор измеѓу справи, доволно плочки, плейт, доволно справи баш за секој дел од телото, да го фаниш со справи, слободни килажи, висина, не е загушливо, светлина добра, топ и најношно ми се свиѓа темен амбиент за Да, кога се снимаш да те мотивира те тоа мотивира, кога да. тренираш. Одлично е. Што одиме следна вежба? Следна одиме малку флайс, Така? ќе исто на машина. Реков сага машини. Cable Само има fly една. high to low? Или? Не. Pack deck fly. Pack deck. Пек Топ. дек на машина Топ. одиме. Ние ќе ја правиме и може уште една за гради и одиме на Така? трицепс. Која би ја превели друга за гради? За гради може нешто пуш пак да направиме. За долни нешто или? Да, може за долни. Да. Тука Може за фанаме долни со средни, тегови или... горни, таму имаме па средни. Да. Окей, после тоа преминуваме на трицепс. И на Ајде. трицепс ќе направиме две. Одиме. За време на оф-сезон, например, си дозволиш ли по-често, например, од типот на, сега си оф-сезон, нели, булк, по-често чит милови или сепак ти е чиста храната исто како на преп, например, на подготовки пред надпревар? Кога сме Сега на не е дефиниција? исто. Кога сум на преп е многу построго. Така. Со храна со се, да имам cheat meals. Различно е, некогаш имам еднаш неделно, два пати, некогаш еднаш во месецот. Кога имам потреба, значи нема да јадам нешто без потреба. Си го слушаш Да. телото кога бара веќе. Храната секако ми е укусна тоа што јадам, ми се допаѓа таа храна. Гледам да ја правам укусна со зачини, со сето тоа. Чистата храна сакам. Чиста храна, Да. укусна, не ми фали ништо од неа. И кога ќе ми се јаде некоја палачинка или било што, или сладолед, или хамбургер, што ми е омиленото, секако ќе си дозволам, ќе си јадам. Сега гледам да не оди секој ден, да станат некои Да, навики така има да разлика јадам. од секој ден по еднаш и од еднаш неделно. Еднаш не, да, има разлика, нема да ти смети специјално во оф-сезон. Али еве веќе некогаш по 3 недели немам потреба. Така, значи баа стакаите во 80-90% е чиста Чиста исхрана, храна, така да. да немаш нешто кузне колков Немам. проблем со тоа. Околу степс, чекори. Пратиш ли константно текот на денот? Овака, Како таргет дали си имаш поставено 12-15 или чекори да мораш секој ден? не пратам искрен чекори. Наравно, гледам да направам, зашто работам е повеќе, седам повеќе на компјутер, клиентите ги пратам преку апликацијата се. Има денови кога ќе видам сум направил само 1000 чекори и тогаш ќе излезам малку, ќе прошетам. Тоа го правам повеќе, не да пратам чекори или нешто, него мислам помага повеќе во дигестијата. Кога се движиме, подобро се вари храната, се тоа што јадеме, специјално кога си во булкинг, јадеш големи количини на храна. Да. Еве на пример сега 4000 калории се многу. Не И се ако се малци. не движам, тешко ќе се дигестираат и ќе останат во стомакот. Да. И затоа гледам да излегувам и да прошетам и да направам чекор, али стрикно нешто Не пратиш конкретно пратам. толку и толку Да. да мора секој ден. Добро. И јас пробувам, веќе се убедувам некој временски период, ама обврските налагат така да во моментот па не сум испод 6-7, можам да кажам. Покачени ми се за некои 1000-2000, ама се додека имаш активен. има надпреварувачи што конкретно низ целите припреми без разлика булк ли се или кат испод 12-13 илјади не се оставаат. Значи ако треба ќе му се спие, нема да си легне да спие, ќе стане, тоа ќе направи 5-6 илјади чекори и се врече назад. Добро, јас се знам од прилика колку се движам во денот и сето тоа после во припрема го регулирам со кардио кога треба. Така да Така. Али гледам Кардиото ќе го оставиме за после оваа вежба Да. да го прокоментираме. Али секако гледам Како да имам го 6 до практикуваш? 8 илјади чекори, што е многу лесно да ги направиш поради дигестијата на храната. Да, тоа дефинитивно, да се убрза малци, нели, и метаболизмот да се уклучи и да Точно, сваре да. полесно храната. А и на крајот на денот не треба да ни биде тешко кога ќе си легнеме, треба да ни биде, например, полесно. Полесно, да. Затоа секако. препорачуваат саат до 2 пред спиење да се направи некоја полабава прошетка за подобро спиење. Тоа и го правам, искрено, баш ми е омилено пред спиење да идем 15-20 минути да прошетам пола саат. Екипа, ние одиме да правиме прва работна серија, а вие останете до крајот на видеото. Не заборавај на лайк, шер, Одиме,
Се одиме екстеншн. Од позади? За голната глава на трицепсот. Сега беше повеќе фокус на Латерал. lateral head, кој е овај. Сега ќе се фокусираме на овај малку. Long head of triceps. Таа не фактички таа од позади, од грб, кога не гледа некој што се познава најмногу. Латерал не е и самото име, латерален страничен кога не гледа некој. Исто кога правиме предна бицепс се гледа. Долната глава. Долна. Инаку околу суплементација кога сме, кои суплементи конкретно нака ги користиш како база и за кој мислиш дека има нака мит дека се корисни, а уствари имат само добар маркетинг, а не се корисни и не ги препорачуваш? Ден денес има, како гледате, илјадници продукти излезено, значи. Јас лично користам и препорачувам само неколку, не ни треба многу. Како база, значи секогаш за сите креатин, монохидрат. Не мора да е некој посебен, како некој нови сега што излегува, креалкалин, не знам какви, значи монохидрат, креатин, најефтиниот, 5 грама на ден, секој ден, никогаш го не прекинувај, цел живот. Точно. Тоа што велат исто мит дека мораш да паузираш од креатинот, не знам што, се BS. Значи јас го земам веќе 3-4 години. Може сега да патувам една недела да го не земам со мене, али углавно го земам секој ден. Од суплименти, витамини, минерали, секако омега-3 е многу добра, значи за воспалението на мускулите после помага и многу други работи за срце, за мозок, за се. Сите тие исто Б-комплекс, магнесиумот е многу битен, нели да се релаксира мускулот, нервниот систем, интензитет на тренинг правиме јак. Друго користам глутамин, исто многу добар. Аминокиселина е една, што е доста квалитетна и добра. Аминокиселини во тек на тренинг, кои не се потребни, не мораш, ако јадеш доволно протеин, не мораш. Што пиеш инак сега за време на тренинг? Да, добро питање. Тука имав, скоро го испив, баш како реч имав 10 грама аминокиселини. Есенцијални аминокиселини? Есенцијални аминокиселини, да, не без сеа, есенцијални. И имав 40 грама хидрати во прах, cyclodextrin, искрено. Или малтодекстрин, ги имам во многу видови. Малтодекстрин, така. Да. Тоа го користам во последните денови, го убацив сега пред 10 дена, повеќе да ми дава сила, енергија во текот на тренингот, зашто како напредувам сега интензитетот е малку појак, малку накачив сетови, дроп сетови и го пијам во тек на тренингот. Так. И тие се тоа се што користам, глутамин, насабајле, креатин, аминокиселини и протеин, да. Whey протеин за да стигнем до тие 280 грама. Што не се малци. Не е малку. Не се малци уопште. Доста сериозна бројка. Тоа, ништо друго. Сето друго ти е, мислам, маркетинг и фрлање пари. Така, значи тие трибулус и мас гейнери дефинитивно не ги препорачуваш, така? Не, мас гейнер. Можеш дома сам да си направиш многу. Тоа цело време го викам. Купи си протеин и еве, земи ги хидратите у прах или малку ове, стави малку јагоди, супер гейнер. А и fat burners. Да. Тоа е баш фрлање на пари, fat burner. И fat burner сега само би рекол дека може да имат ефект многу минимален ако се друго е средено. Типот на сон, тренинг, храна, активност, кардио. Fat burners е повеќе. Овие само на крајот да ги дадат уште 4-5%. А како да се наслониме на нив дека они ќе не ослабнат, тука ја не се согласувам. Јас мислам вака, fat burner е повеќе кофеин. Значи они кое дејство имат. Пиеш кофеин, малку си поактивен, повеќе енергија, како после движиш и повеќе трошиш калории на тај начин. Иначе немат некој ефект да ти го обрзуваат метаболизмот и тоа. Тоа не го прават. Не обрзуваат метаболизам да трошиш ти повеќе калории додека седиш, додека не работиш ништо. Со кофеинот те прават малку ти дават повеќе енергија, повеќе да си активен, да се движиш и секако кога повеќе се движиме и повеќе трошиме енергија. Fat burner е од типот на Йохимбин, не знам дали си слушнал, или например Animal Cut кај што има уедно пакување како 5-6 капсули посебни и само една е кофеин, например, и тие што има проблем с кофеина избацуваат. И викат конкретно од Йохимбин или Йохамбайн, мислам дека е конкретно на англиски, и од Animal Cut многу луѓе се имат пофалено дека имат добри резултати. Инко Йохимбин мислам дека се користе како додаток у процесот на користење на старост, нешто така, ама е природно. Да.
Гледај, мора да си во дефицит. Да, тоа дефинитивно, Калориски тоа дефицит. кажав, ако не си у дефицит, ни еден Значи, ако фатбрнер нема да тоа стане. Да. Јас ако сум во дефицит, јас ќе губам масти. Килажата ќе паѓа надолу. Сега користам или не користам фатбернер, не игра улога баш. Тоа е Многу мало. мислење, да. Ги земав кога имав 20 години, кога не знаев, фрлав многу пари. Исто и јас сум го правил тоа. Да. Јас би рекомендирал за тие пари купите си квалитетна храна, купите Да. си стек, купите си риба. Плати си теретана. Плати си теретана и ќе имаш подобри резултати него да купиш фатбернер. Дефинитивно. Кажа 20 години, сега колку се ако не е тајна? А сега сум 37. 37. Да. Аз си 15 години веќе во Шведска. Значи ти си во Шведска од твој Па 22 години. 22 години. Значи од моја возраст си во Шведска. Да. Тако некако, Јас сум 23. да. Голема разлика. Колку Да. серии правиме тука? Исто 3? 3 серии Добро. и може еден дроп во последната да убациме. Готово. Толкова. Готово. Доста беше векас денеска. Нова тренинг. Фала ти тренинг. Фала и на тебе. Сега уште позинг. Прв пат ќе позирам у... Как ќе му дое? Lightroom, како се ви каже? Позинг рум. Позинг рум, да. Има во теретаната. Има просторија за позирање со добра светлина, со добро огледало. Таму вежбав пред надпреварот последните 6 недели. Таму го вежбаш Секој ден позингот? позингот. 20 минути саваља после кардиото и 20 минути после тренингот. Браво. Браво. Секој ден. По 40 Така. минути, значи Позинг, да. топ, топ, топ. Кога сме околу кардиото, пошто еве не правиме денеска кардио и си на булк, така? Како практикуваш, колку пати, например, неделно на булк еве или на кат, која ти е разликата? Значи овака, дефинитивно кога сум на кардиото е подолго и правам исто и фастед кардио на сабаља на празен стомак. Сега никош не го прекинувам скроз кардиото, значи имам пак 2 до 4 пати неделно. После тренинг по 30 до 40 минути. Зошто осетив таа разлика? Прво не правев кардио во булкинг, скоро никако. И сега кога правам кардио, сум многу почист во булкинг. Да, кардиоваскуларниот систем Да. повеќе се активира, баш тоа што го кажа. Исто тоа. Дигестијата е подобра. Добра. И кога тренирам, не откажувам поради кардиоваскуларниот систем и тоа, нели, од кондиција. Крвотокот и сите минерали побрзо Да. стига до... Не го откажувам од мускулот, зашто го одржувам добро ниво на кардио и тоа. Топ. А и сум ми секако почист, така да, дефинитивно кардио се зависи 2 до 4 пати неделно. По некои си 15-20 минути со... Не, Но- 30 до 40 минути со некој BPM околу 130. 130. Да. А на кат кога си исто 130? Исто секогаш, тука ми е од 130 до 140 Так. BPM од прилика, да. Само, например, кога си на кат, кога си на дефиниција, имаш на сабајле и секој И ден на по подолго. сабајле и почесто, подолго. И имам и фастед кардио, сега не правам многу фастед кардио. Колку време ти е фастед кардиото на сабајле? Пред надпревари беше и до 1 сат. Почна 30 минути и до 1 сат секој ден. Така, Така, точак нешто дома или пешачење? Менував на различни, трака, кога точек, некогаш скали, машина скали и така. Менував, да, не е баш секој ден. Топ, топ, И- топ. Дефинитивно. Ојме да испозираме, па дојдем да јадиме после тоа. Да, гладни сме после така Тука од тренинг. позади. Во име Илија, фала ти многу што Фала и на беше тебе што дојде. гостопримлив, фала и многу на Арена Фитнес центарот и целиот комплекс. Сега одиме од другата страна да јадиме, добар оброк, протеини, нешто, салата, хидрати, фул како што треба. Една оценка, пак ќе кажам, 10 од 10. Значи со целиот мини саплемент шоп, со буквално сите суплементи што ни требат и на различни фирми, имате и
да бирате од pre-workout шотчиња до peanut butter, протеин, креатин, па се гледам тука, буквално. Витар го има брзи хидрати за време на тренинг. Се има, се што ти треба, протеини, се. Тука да си го приготвиш, например, pre-workout или после тренинг протеинот да се седеш, да се јадеш, да тоа се е добро, вагичка, сето регуларно, персоналот топ, да ги пофалам. И теретаната дефинитивно со опремата што ја имат 10 од 10. За секоја мускулна група мислам дека има и сајла, има и слободни тежини, има и машини. И машини, да. Што тоа е најбитно мислам од се. Доволно кардио машини. Имаш доста голем простор. Комотно, можам да кажам, до доста простор од справа до справа, да не си сметаш со тие што си до него и да бидете два тројца, ние беме тројца буквално. Не се збутени машините не се уопште. сети гужва, да. Широка. Сајли, како што гледам, има 2-3 сајли, тоа е супер, огледала и да го пофалиме позинг румот, што беше одличен. Фактички вие го гледате пред овоа видео. Ке што изпозираме, таму беше добро и светло и огледала се. Собликувалните врв беа доста широки. Да, има место за многу луѓе. Добро. И јас исто од моја страна да се заблагодарам на Арена Фитнес што не примија денес. Со нивната гостопримливост, теретаната секако гледате, значи прва класа теретана, убави машини, има од сите машини. Светло добро. Светло добро, тука и го поминав најголемиот дел од мојата припрема, тука тренирав секој сабајле, кардио на машините, позирање во позинг рум што го спомна секој ден. Луѓето во рецепцијата се, значи, одлични, сервисот на топ ниво и модерна теретана од дизајн гледна точка современа, се посветило внимание се гледа. И сега идеме поназад, теретаната исто има нов локал, сега отвори пред 3 недели со ресторант, игротека за мали деца, за се. Идеме. Значи од скоро тоа, јас мислев дека не е толку скоро. Не, сега отворија пред 3 недели, ново е. И одлично, после тренинг да идеш да си каснеш малку, да јадиш пилешки стек. Мислам има се што сакаш, пици, пилешки стек, секаква храна, хамбургери. Значи за струмичани еве топла препорака да одат после тренинг, ако се некогаш убрзање да јадат таму. Дефинитивно. Да. Ништо, Дечки, фала уште еднаш. Ние одиме да јадиме. Одиме да јадиме. Ви не заборавајте лайк, шер, сабскрајб и се гледаме со новиот гостин новата епизода. Поздрав. Чао, чао. Екипа, храната е врв. Значи, јас еве моментално сум нели на 0 хидрати, јадам шарска со витаминска салата многу добра. Што ме изненадија што има печена пиперка внатре. Можам само со очите да кажам колку е вкусно повијачот на Ивана, стекот на Илија. Буквално порцијата фул, топла препорака сите што се од Струмица да дојдете да јадите тука. Тоа е тоа, амбиентот феноменален. Ме изненади дека има вработено 5 жени што ќе се погрижат за вашите деца ако дојдете тука. И што имате таму од позади игротека, не знам колку се гледа. Немам што повеќе да кажам од колку фала многу на Арена. Овоја Арена Playground, Арена Фитнес. Се вкупно, ние да јадиме пошто сме многу гладни. Се надевам дека уживате во видеото. Чао, чао!